Добра вечер. Термин за дневникот на КТВ 6 мај 2026 година. Општините Кавадарци и Будва и официјално ги зацврстија своите пријателски врски. Градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот на Будва Петар Оџиќ денеска подпишаа меморандум за збратимување. Со овој документ двете локални самоуправи се обврзуваат на интензивна соработка во туризмот, културата, спортот и економијата. Денеска званично со општина Будва подпишавме договор за збратимување, кој што претходно ги помина протоколарните процедури, заедно со председателот на Совет на општина Будва, со секретарот на општина Будва и со дел од советниците кои што денеска ни се во званична официјална почета веќе на братско Кавадарци. Со ова збратимување како градоначалник на општина Кавадарци и веќе дел од општина Будва и обратно, сакам да дадам една благодарност пред на општина Будва што сме во поблиски релации. Со тоа можеме драстично да ги зголемиме и туристичките можности, поготово што општина Будва е многу развиена туристички, да и нашите сограѓани бидат на некој начин на повисоко ниво кога присуствуваат во Црна Гора и поготово во општина Будва, а исто така да зголемиме и економската развиеност и трговската размена на нашето тиквешко вино, на нашиот туризам кој што ги имаме тука алтернативен, кој што може да го понудиме надвор од летниот туризам, како што ги имаме и ски Михайлово, ски Кожув, така да ние ќе нудиме скиење, ќе нудиме алтернативен туризам, вински туризам, а нормално препознатливоста и заштитноста на општина Будва во делот на летниот туризам и такако е значителна за нашите жители. Исто во образовниот систем можеме да направиме повеќе размени и во основното и во средното образование, и ова е еден прав потек како треба со еден сроден народ кој што имаме сличен јазик, разбирлив јазик, ментален склоп балкански кој што добро се разбириме, да бидеме побратимени и да имаме заеднички успес. Уште еднаш благодарам на делегацијата за денешната посета, така да очекуваме сега ние како официјална делегација од општина Кавадарци да закажеме термин да посетиме општина Будва. Ovako danas i zvanično smo potpisali ugovor ili sporazum o pobratimljenju opština Budve i Kavadarci. Ovo je još jedan primjer međugradske i međudržavne saradnje između Budve i opštine Kavadarci, između Crne Gore i Makedonije, i mislim da u ovom pravcu treba da ide svaki grad koji želi dobre međugradske, međudržavne odnose, koji je prije svega turistički grad kao što je opština Budva. Opština Budva je takođe grad pobratim sa Ohridom. Nastavljamo dalju saradnju u oblasti turizma, u oblasti robne razmjene. Znamo dobro da vi imate odlična vina. Imamo mi dosta proizvoda koje možemo da razmijenimo sa vama. Međudržavna saradnja i uvoz-izvoz roba koje su od nacionalnog interesa moraju da budu prioritet. Mi imamo izuzetno atraktivna ulja, imamo iz opštine Budva ulja koje su na velikim svjetskim takmičenjima osvajala prva mjesta, tako da imamo što da ponudimo jedni drugima. Mislim da ovo ne treba da bude samo formalni potpis i formalno obratimljenje opština, već moramo razviti strategiju kako u oblasti kulture, sporta i turizma da Budva pomogne Kavadarcima i Kavadarci da pomognu Budvi u oblastima u kojima su najbolje razvijeni. Već smo preduzeli određene korake, određene kontakte i mislim da ćemo prvo u oblasti kulture, a onda i svega ostaloga napraviti dodatne sporazume koji će na svaki mogući način unaprijediti i sport i kulturu i turizam u oba ova grada. Još jednom neka nam je srećno pobratimljenje i htio bih da se zahvalim i gradonačelniku i njegovom timu, prvo na inicijativi, a onda i na ovako toplom gostoprimstvu i dočeku u vašoj opštini. Hvala.
Одбележани 35 години од смртта на Сашко Гешовски. Загина на неполни 20 години, но кавадарци никогаш нема да го заборави. Денеска се одбележуваат 35 години од смртта на Сашо Гешовски, млад кавадарчанец кој трагично го загуби животот во Сплит, Хрватска, како прва жртва во последната војна на Балканот. По тој повод, на неговото вечно почивалиште на градските гробишта во Кавадарци, градоначалникот, председателот на Советот, советниците, членовите на доброволното противпожарно друштво кое го носи името Сашо Гешовски, представници од гарнизонот Криволак, Сдруженијето на поддржувачи на делата на борците од Народно-ослободителната борба и Сдруженијето на бранители Сила оддадоа почит со положување цвеќе на неговото гробно место. Кавадарци не го заборава своето дете. Во негова чест изградено е спомен обележје и фонтана, а кружниот тек во градот го носи неговото име, траен потсетник за неговата жртва, како и за сеќавањето што живее меѓу граѓаните. Нека му е вечна слава. Утре 7 мај со почеток во 15 часот вонредна седница ќе одржи Советот на Општина Росоман. Денес и утре Кавадарци е домакин на државното првенство за училишни хорови и оркестри. По подолго време традицијата повторно се враќа на голема врата во нашиот град. До пред 6-7 години во Кавадарци традиционално се одржуваа надпреварите на училишни хорови и оркестри. Меѓутоа, после короната и некои други активности, Кавадарци престана да биде домаќин на истите, но веќе од оваа година повторно ги реактивираме. Јас како председател на Сдруженијето на музичките педагози на Република Македонија, моја желба беше и желба на членовите на Сдруженијето да ги вратиме истите во Кавадарци и да продолжиме таа долгогодишна традиција која што беше претходно. Овие два дена, односно 6 и 7 мај, среда и четврток, во Кавадарци, односно Кавадарци ќе биде домаќин на училишните хорови и оркестри. Среда со почеток во 11 часот ќе се представат училишните хорови, односно најдобрите од Македонија, додека пак утре во четврток исто во 11 часот ќе настапат училишните оркестри, од основните и од средните училишта широм државата. Овие денови ние ќе ги слушаме најдобрите, инаку првичната селекција се направи на регионални надпревари, во кои што зема учество некаде околу 100 ансамбли, 50 хорови, 50 оркестри, со што во Кавадарци ќе дојдат 20 хорови од основните и средните училишта и 21 оркестар, исто така од основните и средните училишта, тоест најдобрите пласирани во регионите од каде што потекнуваат. Стручното жири го сочинуваат луѓе од Бирото за развој на образованието, односно советници по музика, Горан Стојанов, кој што од Кавадарци, Невена Бошковска, советник во Бирото во Скопје, како и Тихомир Јович, професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Кавадарци вака ќе го представуваат и хорови и оркестри, односно ќе го представува хорот на основното општинско училиште Гоце Делчев, ментор Тони Стојанов, хорот на основното општинско училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци, односно ментор Ирена Стојановска, оркестарот исто од Димката Ангелов Габерот на Ирена Стојановска и оркестарот при СО гимназија Добри Даскалов Кавадарци, чиј ментор сум јас. Најдобрите добиваат награди, инаку да споменам дека нашето здружение е акредитирано здружение, така да таа акредитација возможува на најдобрите и награда од Министерството за образование и наука на Република Македонија, се наградуваат и учениците и менторите, ќе си добијат пригодни дипломи, подароци и слично. Тема на денот во Дневникот. Во петок и сабота Кавадарци ќе биде домакин на државниот надпревар за средни електротехнички, машински и сообраќајни училишта. Истите училишта, меѓу кои и средното општинско училиште Кирос Панџов Брко, во понеделник и вторник во Скопје ќе бидат дел од државниот надпревар во вештини во организација на Занаечиската комора. Сдруженијето на електромашинските и сообраќајните училишта на Македонија аплицираше во проект Skills Competitions во рамките на проектот Потекнување на практични и професионални вештини кај учениците и Skills Competition во духот на Euroskills, каде што Сдруженијето беше избрано како партнер во овој проект, а носител на проектот беше Занаечиската комора на
на Македонија како дел од проектот за јакнување на младите градење вештини, креирање иднина. Активностите започнаа од февруари 2025 година со поднесување на апликација, прифаќање на апликацијата, дефинирање на буџет и активности кои ги опфаќа самиот проект. На 4.9.2025 година во просториите на училиштето Михајло Пупин во Скопје се одржа обука за обучувачи за безбедност, заштита при работа на учениците за надпревари во вештини Skills Competition. Ова беше првата обука од серијата обуки кои следеа во овој проект, на која што беа обучени 8 наставници од 4 региони кои што ги има самото здружение, од кои 4 беа од електротехничка струка и 4 беа од машинска струка, каде што стекнатото знаење ќе го пренесат на нивните колеги и ученици во училиштата од 4 региони. Обуката успешно ја реализираа двајца обучувачи, и тоа професорот Сотир Митревски од Средното општинско училиште Ристе Ристецки Ричко од Прилеп и Димитриј Ангелков од Средното општинско училиште Кирос Панџо Брко Кавадарци. Потоа на 22.10.2025 година во рамките на проектот поттикнување на практични и професионални вештини кај учениците за Skills Competition се одржаа обуки по региони за наставници и ментори од компании за потребните предзнаења и вештини кои треба да ги стекнат учениците за надпревари во вештините Skills Competition. Обуките беа реализирани во следните училишта. За регион 1 во училиштето Асуц Боро Петрушевски Скопје од страна на обучувачот Ангелка Андревски, во училиштето Михајло Пупин Скопје и Александар Буџаковски од Општинското електромашинско училишен центар Наум Охридски од Охрид. За регион 2 обуките се реализираа во Средното општинско училиште Ристе Ристецки Ричко од страна на обучувачите Винета Лозановска од Ристе Ристецки Ричко и Софија Темкова од Михајло Пупин Скопје. За регион 3 обуките се одржаа во училиштето Колен Ехтенин Штип од страна на обучувачите Деспина Делипетрова и Марина Костадиновска од училиштето Колен Неделковски од Велес. За регион 4 обуките се одржаа во училиштето Средното општинско училиште Кирос Панџо Брко Кавадарци, каде што обучувачи беа Наталија Рамаданова Видева и професорот Игор Атанасов од Средното општинско училиште Илинден од Илинден. На овие обуки беа обучени 105 наставници и ментори од компании на ниво на целата држава. Потоа на 2.2, односно во периодот од 2.2 до 10.2 се реализираа општински надпревари во вештини, каде што учениците од секторите електротехника и машинство ги покажаа своите стекнати знаења, умења и вештини од областите и следните квалификации: електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничар енергетичар, автоелектричар, автомеханичар, каросериски механичар, монтер на мотори и моторни возила и заварувач. Општинските надпревари беа реализирани во следните средни училишта: Владо Тасевски од Скопје, Боро Петрушевски од Скопје, Михајло Пупин од Скопје, училиштето Гостивар од Гостивар, Ристе Ристевски Ричко од Прилеп, Илинден од Илинден, Ѓорги Наумов Битола, Светинаум Охридски од Охрид, Наце Буџони Куманово, Џошо Викентиев Кочани, Колен Ехтенин Штип, Колен Неделковски Велес, Никола Карев Струмица, Коста Сусинов Радовиш, Средното општинско училиште Богданци од Богданци и Средното општинско училиште Кирос Панџо Брко од Кавадарци. Понатаму, како следни активности кои што беа, на 13.3 на ниво на Македонија во 4 региони се одржаа регионалните надпревари во вештини Skills Competition како дел од проектот поттикнување на практични и професионални вештини кај учениците за Skill Competition во духот на Euroskills, организиран од страна на Сдруженијето на електромашинските училишта и сообраќајни училишта на Македонија со поддршка на Занаечиската комора Скопје. И тука сакам да потенцирам дека ова се реализира за прв пат досега. Во регион 1 домаќин беа 3 училишта во кои се одржаа надпреварите во поодделни квалификации, и тоа
АСУЦ Боро Петрушевски, каде се реализираа надпреварите за автомеханичар, автоелектричар, монтер на мотори и моторни возила и каросериски механичар. Во Средното училиште на град Скопје Владо Тасевски се реализираа надпревари за квалификациите електротехничар за компјутерска техника и автоматика и електротехничар енергетичар, и во Средното училиште на град Скопје ЕМУЦ 8 септември, каде што беше реализиран надпреварот за квалификацијата заварувач. Покрај учениците од овие училишта во регион 1 учествуваа во надпреварите зедоа и ученици од Михајло Пупин и Партенија Зографски од Скопје, потоа од училиштето Илинден од Илинден, училиштето Гостивар од Гостивар и Моша Пијада од Тетово. Во регион 2, домаќин на регионалните надпревари во вештини Skills Competition беше училиштето ОЕМУЦ Светинаум Охридски од Охрид, каде се надпреваруваа учениците од Ристески Ричко од Прилеп и учениците од Средното училиште Георги Наумов од Битола. На надпреварот како дел од регион 3 се надпреваруваа учениците од Ѓошо Викентиев Кочани, Наце Богјони Куманово и Колен Ехтенин Штип, кое што училиште воедно беше и домаќин на овие регионални надпревари за регион 3. Понатаму, регионалните надпревари за регион 4 се реализираа во училиштето Никола Карев од Струмица, а учество зедоа учениците од Коле Неделковски Велес, Киро Спанџо Брко од Кавадарци, Коста Сусинов Радовиш и Средното општинско училиште Богданци од Богданци. Сакам да изразам голема благодарност до училиштата домаќини за успешната организација и реализација на ваквите регионални надпревари во вештини Skills Competition, кои се организираа за прв пат во нашата држава, и честитки до учениците и нивните ментори кои освоја прво место во поделните квалификации, а воедно и се пласираа за учество на предстојниот државен надпревар во вештини кои ќе се реализира на 11 и 12 мај во организација на Занечиска комора Скопје, во училиштето АСУЦ Боро Петрушевски Скопје. Со ова сакам да најавам дека во овој проект со државните надпревари кои ќе се реализираат на 11 и 12 мај во АСУЦ Боро Петрушевски Скопје се заокружува овој проект во кој што ние како здружение сме партнери, а носител на проектот е Занечиската комора од Скопје. Да ја искористам исто така приликата, сакам да ја информирам јавноста, односно граѓаните, дека ни следат и државни надпревари во организација на Сдруженијето на електромашинските и сообраќајните училишта на Македонија, каде што домаќин е токму нашето училиште, Средното општинско училиште Киро Спанџо Брко, а овие надпревари ќе бидат реализирани во деновите 8 и 9 мај, тоа е петок и сабота, па кој сака може да повели во нашето училиште, да биде гостен и да ги проследи овие надпревари, каде што учество ќе земаат најдобрите ученици од цела Македонија, кои што ги поминале општинските, регионалните и се пласирале сега за државните надпревари. Надпреварите ќе се реализираат во 3 сектори, и тоа машинство, електротехника и секторот сообраќај во повеќе образовни профили. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. По вчерашната изјава на премиерот Христијан Мицковски, која беше протолкувана како најава за предвремени парламентарни избори, денеска тој вели дека избори годинава ќе нема. Има некои од партиите што се исплаши од таа изјава, ја следам, од избори, но мојот став вие го знаете. Мојот став е дека оваа година избори нема, оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори, кои што ќе се случат наскоро во пролетот 2028 година. А дали 2027 е опција, знаете дека ВМРО ДПМН е секојаш подготвено да оди на избори и да победи, но на кое што ние сега го правиме и кое што го има нашиот фокус е тоа да испорачаме реформи и да зголемиме економската активност, со што ќе зголемиме и стандардот на граѓаните. Мицковски брза на избори од страф од истрагите што доаѓаат по падот на Орбан. Пресконференција на опозиционата СДСМ. Се потврдува она што СДСМ веќе подолг период го зборува.
На Мицковски му се брза за предвремени избори. Со падот на неговиот пријател Орбан почнува распадот на криминалната мрежа, што со години ја градеа во регионот. Во Унгарија веќе се најавуваат истраги кои ќе стигнат до Мицковски и неговиот голем брат Вучич. Сите братски бизнис шеми наскоро ќе бидат под лупа. Орбановата медиумска мрежа, сомнителните сделки, тендери, телекомуникацијските и енергетските бизниси поврзани со Орбан, целиот криминален октопод ќе се истражува. Сега имаат уште поголем мотив – стравот од истрагите и одговорноста. Како што СДСМ впрочем со месеци предупредуваше. Кога ќе снема пари за тендери и за полнење на джебовите, криминалната организација ВМРО веднаш ќе почне со подготовки на избори. По 2 години власт, Мицковски нема ниту едно исполнето ветување, нема ниту еден резултат, нема решение за економијата, а Македонија е заглавена и со блокиран европски пат. Ветуваше враќање на името, ветуваше поништување на Преспанскиот договор, покачување на платите и пензиите, ветуваше економски развој. Реалноста граѓаните ја гледаат со празните фрижидери и празните джебови. Нема повисоки плати, нема 600 евра минимална плата, нема мерки за заштита на животниот стандард. Инвестициите се намалени за 60%, македонски работници се отпуштаат од работа. За 4000 е намален бројот на вработени во индустријата. Снемува пари во буџетот, а Мицковски создаде нов долг од 2,3 милиарди евра врз грбот на граѓаните, кој води кон финансиска неизвестност. Неговите дилетантски политики целосно потврлија. Коалицијата му се распаја, пратениците го напуштаат мнозинството разочарани. И, кога нема резултати, кога нема пари и кога нема решение, нападни ја опозицијата и создавај тензии. Тоа е рецептот на Мицковски. Затоа, повторно ја почна старата кампања предавници и создавање вештачки конфликти со соседите. Други да му бидат виновни за неговиот неуспех. Но, граѓаните веќе ги прочитаа сите лаги на Мицковски. Го прочитаа човекот што клечеше и молеше за власт, ветувајќи укинување на Преспанскиот договор и враќање на името. Го прочитаа човекот што ветуваше економски бум, а донесе само долгови, сиромаштија и изолација. Лажниот патриотизам, неполни фрижидери и паричници, не носи повисоки плати, ниту подобар живот за граѓаните. Не отвара европски фондови и не носи иднина за младите. СДСМ е подготвена да ја врати државата на вистинскиот пат, во рацете на граѓаните. Доаѓа време на вистина, правда и одговорност. Филипче е спремен да ги продолжи предавствата на Заев за да ја задржи фотелјата на Бихачка, порача на денешната пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Венко Филипче верно го следи Зоран Заев и неговите политики. Венко Филипче е третиот во низата по Зоран Заев и Димитар Ковачевски, кој е спремен да ги продолжи предавничките политики уште веднаш. Филипче ќе направи се за да ја задржи фотелјата на Бихачка. Пред 2 дена, на 123 годишнината од смртта на Гоце Делчев, од пред неговиот гроб, Венко Филипче изјави дека Бугарија не го негирала идентитетот на Македонија. Тоа е истата онаа Бугарија каде официјални лица говореа дека македонскиот јазик е создаден во 1945 година и е изменета верзија на бугарскиот јазик, додека пак Гоце Делчев е бугарски револуционер. Од тука јасно е дека на Филипче и на СДС не им се важни македонските национални интереси, македонскиот идентитет, ниту пак темелите на македонската државност. Тие стојат на ставот дека доколку би била нивна одлуката, веднаш би ги потпишали уставните измени без никаква гаранција за Македонија на евроинтегративниот пат. Да подсетиме, погрешните политики на СДС, како договорот од Преспа,
Договорот за добрососедство, францускиот предлог се целосна вина на Социјалдемократскиот сојуз, зашто сега Македонија се наоѓа во позиција да биде уценувана и блокирана од Бугарија на патот кон Европската Унија. Со вакви изјави, Филипче не само што се потценува самиот себе си, туку ја потценува и свеста на граѓаните за сериозноста на идентитетските прашања. Почитувани граѓани, владењето на Социјалдемократскиот сојуз направи ненадомеслива штета на Македонија, со што земјата ја доведе да биде мета на идни билатерални спорови. Венко Филипче е само бледа копија на Зоран Заев, а со неговите изјави секој ден се повеќе потврдува и дека ќе го надмине Зоран Заев. Европа не може да прими во членство организирана криминална група како ВМРО, порача портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Граѓаните мораат јасно да разберат зошто Европската Унија бара реформи пред да не прими во своето членство. Европа не може и не сака да прими организирана криминална група во својот систем. Реформите не се технички услов. Тие се брана против лес на криминал, корупција, партизација на институции, контрола на медиуми и заробена држава во демократскиот систем во кој владее правило на правото, слобода на говорот и слобода на медиумите. А токму тоа што Мицкоски и ВМРО ОКГ прават е спротивно на се што Европа бара. Ја партизира целосно судската власт и обвинителството, поставува своји луѓе на клучни позиции за да се заштити самиот и своите. Медиумите ги контролираат преку Орбановата мрежа во 40% од медиумскиот простор, а на останатите врши притисок преку финансирање од буџетот. Во собранието воведува декрети за забрана на говор, класичен метод на контрола по примерот на најмрачните авторитарни режими. Со 161 тендер за една фирма, 52 за друга, тендер во пошта за знам и со десеттици други сомнителни набавки, продолжува системската кражба на државни пари. Преку границата се пренесуваат 5 тони дрога за сестринската партија СНС, а Мицкоски и неговата влада молчат. Ова, почитувани, не е демократија. Ова е организирана криминална група која ја зароби државата. Затоа Европа бара реформи. Затоа бара независно судство, слободни медиуми, контрола на трошењето пари и владењето на правото. Македонија под Мицкоски не може да стане членка на Европската Унија. Може само да остане слепо црево на Балканот, изолирана, заробена и во служба на една криминална група. Доаѓа времето на вистината, на правдата и на одговорност. Продолжуваме со спортот. Непријатно изненадување во машката кошарка. Екипата на маđари направи полуфинален брејк кај ТФТ. Во второто полувреме вечерва играат МЗТ и Пелистер, а во женска конкуренција вечерва се игра третата средба од финалето помеѓу Крива Паланка и Бадел. Кошаркарското првенство на Македонија стигна речиси до самиот крај. Веќе се одигра и првиот полуфинален надпревар кај мажите и токму тој веднаш донесе и големо изненадување. Најпријатното изненадување сезонова и дебитантот во елитата, екипата на маđари, го изненади лидерот на табелата ТФТ и славеше на гостувањето со резултат 82-84 и тоа по продолжение во првото полуфинале од Суперлигата на Македонија. Историската сезона на тимот продолжува како од соништата, бидејќи се на само една победа од пласман во големото финале, а шанса за такво нешто ќе има на домашен паркет. Вториот меч, кој се игра на теренот на маđари, е закажан за следниот понеделник. Во второто полуфинале силите ќе ги одмерат екипите на МЗТ и Пелистер, а тие својот прв надпревар ќе го одиграат вечерва. Кај девојките веќе се одигра големото финале помеѓу Крива Паланка и Бадел, а само уште една победа ги дели кошаркарките на Крива Паланка од освојување на првата шампионска титула во сениорска конкуренција, откако во претходните две средби екипата од Паланка на домашен терен забележа две убедливи победи.
Третата средба се игра вечерва на теренот на Бадел, кој само со победа останува во финалната серија. Утре ќе биде променлива облачност со повремен локален дожд, а во југоисточните делови ќе има услови за појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температурата до 25 степени. Во петок и во сабота на повеќе места се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринските температури ќе бидат во пораст, а дневните до сабота ќе се задржат пониски. На крај од дневникот благодарам за довербата и вниманието, ви посакувам пријатна вечер со програмата на вашата КТВ.